зборуваме за супер училишта. Тоа е регионална програма за размена на средни училишта и една одлична можност за средношколците да патуваат и да учат во странство, да разменуваат искуства, со цел да растат и се развиваат, имаат еден, како велиме, поинаков светоглед, да научат нешто ново и сето тоа да го применат во она кое што понатаму ќе сакаат да го работат во животот и да се реализираат како целосни и зрели индивидуи, особено кога станува збор за сопствената кариера. Но кога зборуваме за една ваква програма Супер училишта, која што одлично функционира и таа го има својот втор циклус, инаку е дел од донаторскиот проект Програма за училишна размена на Западен Балкан, ќе позборуваме ние во продолжение и за искуствата и за самата цел на оваа програма, но и за тоа како се одвива интересот на повикот кој што е отворен. Всушност се отвори некаде средината на месец септември и трае со продолжување до почетокот на ноември, или ми рековте 4 ноември. Ќе ни кажат повеќе гостите во студиото. Со мене Владимир Ѓорѓевски, раководител на локалната канцеларија на РИКО во Македонија. Потоа тука ја имаме професорката Јулијана Поповска, која што е професор во Средното училиште Ѓорче Петров од Прилеп. Тоа е текстилна струка и вие сте и координатор на Супер училишта, и ни дојде и Ангела од истото училиште, Ангела Крајчевска, која што е и ученик во училиштето, но и учесник во Супер училишта програмата, за да видиме и да слушнеме нели искуство и од ученик за тоа како е да се биде во оваа програма, што тоа значи, кои се доживувањата од таму и како понатаму со сите тие импресии или нели ново знаење кое што ќе се примени, верувам, во иднина. Добре ни дојдовте. Добре ви најдовте. Ете една поширока најава за она која што ќе зборуваме во продолжение. Супер училишта, одлична програма и можност за средношколците, односно за учениците. Мислам дека е така, бидејќи оваа година и резултатите зборуваат за успехот на програмата и затоа ми е драго што сме тука со едно средно училиште каде што може да поразговараме за деталите, односно имплементацијата на првиот циклус, а во вториот циклус секако и ние научивме и дополнителни работи, малку ја прилагодуваме таа програма, но суштината е иста. Тоа е програма за размена на средни училишта, каде што училиштата едни од други учат, но и со наша поддршка и експертска поддршка учат како да соработуваат, односно да ги изградат своите капацитети за регионална соработка и за подобрување генерално на капацитетите преку учење од добри искуства. За успешноста на оваа програма говори и фактот дека во првиот циклус, односно претходниот повик, им даде можност на 60 училишта или поточно повеќе од 800 ученици да учествуваат во размени, а овој отворен повик е наменет за 100 училишта и до 1200 ученици, значи поголем простор за оние кои што ќе се пријават. Бидејќи рековме дека повикот е отворен, каква е досега заинтересираноста, каква е информираноста кај средните училишта, нели што е дел и задача на РИКО и на целокупните учесници и организатори на оваа програма, и како очекувате да биде и крајниот резултат? Така, значи најбитно е до сите училишта да знаат дека процесот е многу едноставен и се аплицира на платформата superschools.net. Таму се регистрираат со еден документ од тековна состава од централен регистар и си наоѓаат партнер каде што заедно ја пишуваат апликацијата. Интересот е добар, меѓутоа очекуваме уште повеќе училишта, односно ги очекуваме повеќе училиштата кои што не аплициране на проекти, односно немаат искуство, бидејќи ова е токму начинот каде што ќе ги стекнат тие искуства со многу едноставна идеја, каде што идејата доаѓа од учениците, се аплицира заедно со партнер училиштето, значи мора да знаат дека за овој процес не им треба претходно искуство, туку им треба желба, односно интерес од страна на учениците пред се и наставниците да се вклучат и во овој процес, каде што е процес пред се на учење и споделување искуства. Така, за учење и за споделувањето искуство, за тоа што значи тоа и за училиштата и за учениците ќе зборуваме во продолжение. Имаме и фотографии кои што ни ги пративте, кои што ќе ни послужат и како инсерти, да ги доловиме и видео така со сето ова кое што ќе биде нели и кажано. Јулијана, може да почнеме од вас како професор во средно училиште, кое што е дел од оваа програма Супер училишта. Вие првенствено како професор, но и за вашето училиште. Што тоа представува? Што значи за едно училиште да биде дел од една ваква програма насловена Супер училишта?
да се биде дел од оваа програма е чест и задоволство. Ние носиме прекрасно искуство од изминатиот период, кој што го поминавме, бидејќи бенефитите се многу големи, пред се кај учениците, а потоа и кај наставниците и училиштето. Наше партнер училиште беше Стручно хемиско и текстилно училиште од Шабац и најбитната цел беше тоа што ние заеднички сакаме да ја промениме перцепцијата на широките народни маси. Пред се за текстилната струка, затоа што е маргинализирана, дискриминирана, учениците се дискриминирани, да ги разбиеме сите тие предрасуди, дека тоа не се ученици кои што учат само да бидат оператори на машини и да работат во текстилна индустрија, него нашите програми градат техничари за изработка на облека, за моделирање на облека, за дизајн на облека. Дополнително, бидејќи во овие струки, во текстилната струка, се запишуваат најчесто ученици од маргинализираните групи, кои што ги поддржува овој проект на суперучилишта, да ги вклучиме сите националности, значи бидејќи самите класови се мешани и ние негуваме мултикултура во училница. Исто така, ученици кои што се од маргинализирани групи како еднородителски семејства, без родители, ученици по ИОП програми, индивидуален образовен план, ги вклучуваме едноставно како што рековме, да ги прошират своите светогледи. Тоа се ученици кои што не излегле од својата локална средина, не патувале надвор, на овој начин стекнуваат различни искуства. Направивме еден спој помеѓу нашата струка, значи текстилната струка, бидејќи имавме одржлива мода, редизајн на стара облека и примена на текстилен отпад. При тоа би ја спомнала и нашата модна креаторка Ирина Тошева, која што беше дел од овој проект, одржа онлайн работилница, учениците беа едуцирани да стекнат способности и вештини во тој дел, одржлива мода, а спојот со градење мир, помирување, мултикултурен диалог, го реализиравме преку работилници интерактивни, каде што учениците се запознаваја пред се самите себе. Значи имавме работилници за идентитет, јазична бариера, како немаме ние јазични бариери, имаме различни начини на комуникација и не треба да биде тоа бариера за нас. Различни теми од култура, така да се направи еден добар спој помеѓу повеќе сегменти за да делува на учениците, за нивниот личен раст и развој, да направиме промена кај нив, да изголемување на самодовербата. Често пати нели таквите маргинализирани групи и оние ученици кои што можеби и така се чувствуваат и сметаат дека го немаат можеби вистинскиот начин како би се формирале и едуцирале за тоа што сакаат да го прават, па да имаат и свое сопствено искуство, но и да слушнат нечие друго, особено кога зборуваме за нешто што навистина сакаат да го прават и да го учат, а не се доволно сигурни дека можат. И овој начин ја подкрепува и самодовербата или ја зголемува нивната самодоверба. Точно. Ја зголемува нивната самодоверба и едноставно учениците да се ослободуваат да го изразат своето мислење. Најчесто во таквите групи немаат простор да ги изразат своите мислења. Ги победуваат сите предрасуди и стравови дека и нивното мислење е исто така битно како и од сите останати. Знаеме колку е важна слободата на изразување во било која сфера или во било која работа и професија, а ако тоа го немаме и не можеме целосно да се изразиме во на кое што го работиме. Ангела ни е тука за да ни каже како Ангела го доживува сето ова како учесник во самата програма, како дел од истата и колку Ангела на тебе сето тоа ти помогне и да го промениш
своето гледање или перцепцијата кон работите, но и во однос на тоа кое што го учиш и верувам видена сакаш да го работиш. За мене овие проекти беа на многу големо искуство. Ја променија како прво мојата перцепција и моите гледишта кон струката. Претходно не мислев дека е толку важно, толку значајно нештото, ама после работилницата која што имавме со училиштето во Шабац, после сите тие модели кои ги изработивме, за нас беше едно многу големо искуство. Што би порачала на оние кои што следно ќе бидат дел во овој втор циклус и кои што исто така ќе имаат таа можност пред нив на размена на искуства и сето тоа да го доживеат? Би препорачала да бидат слободни, да го изразат своето мислење. Ќе слушат многу различни мислења од различни култури, нации, деца на наша возраст. Мислењата ќе можеби ќе му се променат, затоа што кај мене многу мислења се променија на подобро. Јулијана, вака накратко ќе завршам нели во овој правец со финализирање на онаа тема која што ни е денеска, тоа се супер училишта, оваа програма која што ја нуди оваа одлична можност. Вие како професор во училиште кој што е дел од програмата, што пак вие би препорачале за останатите средни училишта кои што ќе бидат учесници и за професорите кои што исто така ја имаат можноста? Јас би му препорачала на сите наставници. Јас верувам дека и сите имаат некаква креативна идеја да аплицираат, затоа што во овој проект за наставникот ја носи само својата идеја. Целосната организација и реализација за како ќе се реализира проектот, секогаш регионалната канцеларија за младинска соработка е заедно со нас, чекор со нас. Заедно формираме агенда, заедно самата канцеларија обезбедува сместување на учениците, превоз, локален превоз, сите ресурси кои што ни биле потребни ни беа обезбедени за реализирање на проектот. Единствено е што треба да ја донесат нивната идеја. Јас како професор со кратко искуство, за мене беше ова многу големо искуство и за личен раст и развој, бидејќи и ние, исто како учениците, сме едуцирани и обучувани во различни сегменти кои што ги поддржува самата програма на Super Schools. Едноставно, нека аплицираат и нека се впуштат во стекнување едно добро искуство и многу големи импресии. Да, и во едно такво така наречено патување кое што ќе им донесе многу работи кои што можеби не ги очекувале или не претпоставуваат дека може да им се случат. Владимир, ќе кажеме само накратко уште еднаш на кој начин може да се аплицира и ќе кажеме дека повикот е до 4 ноември отворен. Да, значи на платформата superschools.net се регистрираат училиштата и таму прво наоѓаат партнер, доколку не може да најдат партнер во моментот не контактираат нас, нашите телефони и имейл адреси се тука. Значи може да не контактираат доколку бараат некој специфично училиште или училиште од држава каде што го нема во моментот, ние им помагаме во тој процес. Подосна идејата е многу едноставна, ја пишуваат само идејата, кога ќе бидат селектирани идеите, сите професори одат на тренинг за темите кои што на нас се битни, односно интеркултура, справување со минатото и помирување. Подоцна ја градиме агендата заедно со нас како канцеларија, дополнително вклучуваме експерти доколку темите се специфични, за да ја развијат убаво агендата и има два циклуси на размени. Прво, училиштето од Македонија оди на пример во посета во Србија и подоцна тоа училиште во вториот дел од јуни до септември доаѓа кај нас и на крајот има камп каде што учениците дополнително учат за темите и дополнително се мотивирани да работат на терен со овие теми. Јас мислам дека дадовме едно ново објаснување за сите оние кои што можеби
ете сакаат или ќе се пронесат во ова, почнувајќи од училиштата, па и како поттик за учениците да бидат дел од програмата Супер училишта, која што се разбира нуди многу поголеми можности и еден така поинаков избор кој што треба да го направат тие, а сето тоа е успешно и како што можеме да видиме од минатите циклуси. Благодарам за гостувањето и ние ќе бидеме во комуникација, се разбира, за она кое што е следно како проект или како програма за која што би можеле да информираме. Ви благодарам за времето. Благодарим и на вас.